Во Соединетите држави продолжија протестите по одлуката на големата порота да не покрене обвинување против полицаецот што го застрела црното момче Майкл Браун во Фергусон во август годинава. Во извештаите од најновите протести во Фергусон се оценува дека тие биле помирни и повеќе контролирани од претходната ноќ, кога големата порота ја соопшти одлуката дека нема доволно причини да биде покренато обвинување против полицаецот Дарен Вилсон. Сепак, како што се наведува, демонстрантите запалиле едно полициско возило и извикувале пароли "Нема правда, нема мир". Во претходните нереди биле запалени десетина згради и автомобили, а биле уапсени 60 луѓе за грабеж, недозволено носење оружје и илегално собирање. Нередите биле пожестоки од оние по убиството на Браун во август годинава, но како што оценуваат новинските агенции, многу помали од оние што следува по претепувањето на црнецот Родни Кинг пред 2 децении во Лос Анџелес. Полицијата во Фергусон, која неколку месеци се подготвуваше за соопштувањето на одлуката на големата порота, призна дека била изненадена од насилните протести. Гувернерот Џеј Никсон изјави дека за да не се повторат ваквите нереди на улиците во Фергусон, предградија на Сент Луис, биле распоредени околу 2200 припадници на националната гарда. Американскиот председател Барак Обама го осуди насилството поради ваквата судска одлука. Протестни собори имаше и во неколку други американски градови. Во Њујорк демонстрантите маршираа на Таймс Сквер, а во Њујорк меѓу учесниците и полицијата дошло до блиски средби, но никој не бил приведен. Во исто време полицаецот Дарен Вилсон изјави дека неговата совест била чиста и оти не можел да постапи никако поинаку од она како што постапил во конфронтацијата со Браун во август годинава. Од друга страна, адвокатите на семејството Браун оценија дека одлуката на големата порота била пристрасна и донесена во процес во кој обвинителот имал судирни интереси и во кој полицаецот Вилсон не бил соодветно испрашуван. Одлуката на поротата го префрли правниот акцент врз истрагата која е во тек на Американското министерство за правда за тоа дали Вилсон му ги нарушил граѓанските права на Браун со тоа што намерно употребил прекумарна сила и дали полицијата во Фергусон систематски врши дискриминација. Убиството на невооружениот Браун во предградие, каде што главно живеат афроамериканци, покрена национална дебата не само во врска со полициските ингеренции и употребата на огнено оружје, туку и со долготрајните расни тензии во Соединетите држави.